Полека ја ситниме 2020 година, која за жало станува да биде запаметена по корона пандемијата и ефектите од неа во сите сфери на живеењето. Корона кризата го истенчи и буџетот на општина Гостивар, што локалната власт го наведува како причина дел од планираните инвестиции да останат нереализирани. Првиот човек на општината вели дека сепак успеале да сработат значителен број од зацртаните проекти. Реализирање на буџетот општина Гостивар секоја година на ниво на Република Македонија е меѓу подобрите, да не речам топ 5. Во одредени години сме биле и први. Оваа година беше година со пандемија, не сме ние во криза е Европа, во криза е светот, гледате развиени држави како Германија, Швајцарија, Америка се плашат да не влезат во рецесија, да не збориме за Македонија. И нормално тоа има импликации во нашиот град и во нашата општина. Ние реализиравме околу, ја кажав, 60 до 70% од тоа што планиравме. Градоначалникот вели дека откако го презеле раководството со општината во работата и функционирањето, особено внимание обрнуваат на транспарентноста. Многу ме радува и транспарентноста што веќе општина Гостивар е една од потранспарентните општини на ниво на Република Македонија. Кога почнавме мандатот бевме некаде 600 место, сега меѓу општините сме, ако не се лажам, меѓу 10-те најтранспарентни. И целта до крај ќе ни биде да бидеме меѓу 5-те најтранспарентни. На последната седница на Советот на општина Гостивар беше изгласана развојната програма за следната година. Документот опфаќа околу 90 проекти за изградба и реконструкција на патишта, 20 за реновирање на училишта и над 30 за нови водоводи и канализации. Идната година генерално ќе работиме на канализации, повторно водовод со СЕКО проектот кој што е помош од швајцарската агенција за развој, меѓутоа и од буџетот на општина Гостивар, бидејќи земавме кредит за тој проект. Ќе биде центарот за аутизам, ќе бидат асфалтирање на улици и на крајот ние можеме да работиме до јуни, бидејќи потоа се избори и на изборите ќе треба да победиме повторно и да продолжиме со другите проекти. Периодов општинското раководство и финансиските служби работат на подготовка на буџетот за 2021, кој треба да се донесе до крајот на годинава.